Премиер, идејата ми беше да започнеме со други теми, меѓутоа од овдеодатина соопштивте една убава вест за македонците. Од денеска по 14 месеци можат да патуваат во Грција. На кој начин ќе биде патувањето кај јужниот сосед? Добро, прво, навистина од денеска, отварањето на границите, веројатно за нашиот народ, значи символ на ова затварање, ова ограничување што беше целото, затоа што често сме поврзани и со Грчкото море, но и како дестинација и бизнис многу често за многу луѓе, така да верувам дека е позитивна вест. Веста ни беше директно соопштена на состанокот со премиерот Мицотакис и тоа покажува прво дека се олабавуваат работите и верувам уште повеќе понатаму ќе се олабавуваат. Може да се патува со PCR тест, кој што е не постар од 72 часа. Може да се патува со 2 вакцини и 14 дена после вакцината или со соодветна потврда за поседување на антитела, дека имате одлежено или слично од соодветна институција која што е регистрирана во Република Северна Македонија. Ова е добра вест за македонскиот народ, за сите граѓани кои што живеат во Република Северна Македонија, како што реков, прво е порака на олабавување, но секако јас би сакал да испратам секогаш пораката да внимаваме се уште на мерките, затоа што мал е процентот се уште на вакцинирање кај нас. Бројките кажуваат дека одиме веќе кон 200.000, сето тоа покажува дека она што треба да постигнеме 1.200.000, 1.300.000, 400.000, колку и да се на крајот по проценките на здравствените комисии, сме далеко од тоа. Значи треба да внимаваме. Колку повеќе внимаваме, толку повеќе ќе нема рестрикции ниту од дома, ниту од дома према надвор кои што се случуваат. Верувам дека сето тоа ќе придонесе за поголема мобилност на луѓето, отварање на нови економски перспективи пред се за сите, но и секако унапредување на соработката помеѓу институциите и државите. Ја споменавте соработката. Веќе имаме соработка со Грција, не е само за COVID-19, го имаме интерконекторот, терминалот за течен газ во Александруполи, го имаме нафтоводот. До каде сме на ова поле со јужниот сосед? Добро, прво да го споделам задоволството овде затоа што овие 2 дена поминувам навистина прекрасно. Сите се позитивни. Мене ми е драго што некако веќе после преспанскиот договор и тие што беа скептици пополека ги гледаат бенефициите од тоа. И целото тоа е создава и атмосферата веројатно и кај владата. А е создава и кај опозицијата, затоа што еве со Алексис Ципрас се видов и со Мицотакис се видов, сакат да соработуваме и тоа е добро. На крајот договорите се прават за унапредување на соработката. Ние искористивме дури и пандемијата, цела есен и зима работевме на многу проекти, така да интерконекторот е веќе со подпишани правни документи, изработени документации за почеток на градба. Очекуваме овие денови да се распишат тендерите за почеток на изведба, односно за избор на изведувач, затоа што очекуваме брзо и ефикасно градење, затоа што трасата е покрај нафтоводот. Значи нема експроприации, нема други очекувани проблеми, обично кога се градат големи капитални инфраструктури. Тоа е многу значајно заради тоа што правиме диверзификација на гасот. Има можност да влезе во Северна Македонија природен газ, освен рускиот и азербејџанскиот, катарскиот, израелскиот, американскиот, што значи очекуваме паѓање на цените и можност за повеќе и повеќе да се користи кај нас од граѓаните и од стопанството. Вториот важен проект го финишираме, верувам дека до крајот на мај или 10 јуни најдоцна ќе биде склучен договорот за пуштењето на нафтоводот, која што возможува можност за користење од страна на ОКТА, односно Хеленик Петролеум, но и на сите други трети корисници за одредена надокнада за користење на цевката. Нашата земја е 20% собственик во тој нафтовод, а при тоа постигнавме веќе договори да сите инвестиции кои што ќе ги прават не смеат да бидат во камиони или цистерни, затоа што нашите цистерни па треба да го дистрибуираат према Србија, према Косово, да имат работа, имат се разбирање за ова работа. Работната група од нас, начело со потпредседателот Битики и неколку други министри се во работната група, верувам дека ќе успеат успешно да финишираат со тој дел, затоа што се преговара за казните кои што треба да се платат за некористењето на мазутот, еднаш државата плати, сега за останатите земји, но и ОКТА има казни кои што треба да плати према нас. Деталите на договорот кои ќе се постигне ќе ги објавиме, но работиме на пријателски начин, заради тоа што е добро за државата, за народот, за економијата, а секако и Хеленик Петролеум гледа иднина преку пуштењето на овој заеднички наш нафтовод.
Следната работа е меморандумот веќе потпишан со Александрополи, односно со Копелузус. Овде се и Грција и Бугарија партнери, каде што Северна Македонија учествува со 10% во изградбата на гасниот терминал, кој што вреди сигурно повеќе од 350 милиони евра, а има 170 милиони евра грант од Европската унија, така да не следува и нас тој грант. И вториот дел на проектот е гасната централа, каде што учествуваме со 25%, а 25% од преку 800 мегавати е 200 мегавати. Тоа е малку повеќе од еден блок од Рек Битола. Е важен проект. Преку тоа очекуваме многу поевтина и конкурентна електрична енергија, сигурно снабдување на газ, затоа што ќе сме собственици во гасниот терминал, секако која што перспектива отвара сериозни економски придобивки за стопанството, но и за граѓаните. И ова веројатно е сигурно возможно само заради преспанскиот договор. Секако и грчката влада да даде позитивен аспект и осврт на тоа, да Северна Македонија инвестира во Грција и тоа директно државните претпријатија, што е убаво. Би било понепријатно кога остана само Грција и Бугарија во вака значаен проект. Тоа е една подобрување на имиджот на нашата земја и слично. Но се разработуваат уште неколку големи проекти. Еден од најголемите конкуренти за Чебрен е PPC, заедно со Архиродон од Грција, од 9 компании кои што ја поминаа првата фаза, проект вреден меѓу 600 и 800 милиони евра. Овој пат сме убедени дека ќе успее заради новите критериуми кои што ги ставивме и интересот од така джиновски големи компании. Понатаму учествуваат во тендерските процедури за изградба на железниците за коридорот 8, грчки 1, 2, 3, не знам колку компании се, но големите компании исто така во делот на нафтената индустрија, во делот на фармацевската индустрија, во делот на земјоделието и во делот на природниот газ, исто така се присутни во постапки на разговори, инвестиции, преговори, некаде ќе имаме јавно-приватно партнерство, некаде ќе имаме концесии, некаде ќе имаме чисти приватни инвестиции. Сето тоа ќе го дигне бруто домашниот продукт во земјата, ќе отвори нови работни места, а секој ќе го зголеми извозот наш. Тоа е бенефитот кој што го добива државата, а се вкупно значи подигање на економскиот стандард на целиот наш народ. Тоа се дел од проектите. Има уште многу по-мали во обем, но значајни за нас во сите области, буквално од секојдневниот живот и функционирање, кои што верувам дека ќе растат како одминува пандемијата. Значи, овие успеси се додека трае пандемијата. И еве ги на повидок. Верувам дека ќе имаме уште многу успешни проекти заедно македонско-грчки. Да преминеме и на политичкиот дел. За време на вашето учество на Делфи економскиот форум изразивте оптимизам за решение со Бугарија, меѓутоа побаравте и помош од Грција. Дали можеби на средбата со вашиот грчки колега Кириакос Мицотакис добивте некакви знаци, некаква иницијатива дека Грција би можела на некој конкретен начин да ни помогне за да се тргне бугарската блокада на нашиот пат кон Европската унија? Јас верувам во тој оптимизам што го кажав од многу прагматични причини. Значи, ова покрај тоа што е проблем или предизвик на Северна Македонија, е проблем и на Европската унија или предизвик за Европската унија, вклучувајќи и Грција и Бугарија. Така да треба да ја мислат и тие заедно, а Грција исто така заради тоа што го тенгира и преспанскиот договор и треба да биде дополнително заинтересирана. И на крајот е голем поддржувач на интеграциите на Северна Македонија и на Албанија, затоа што се почна од 2003 од Солунскиот самит, кога се сврте фокусот на евроинтеграциите на Западен Балкан во Европската унија. Јас верувам дека прво ќе се најде некое решение со Бугарија, затоа што проблемот не е од таква природа, каде што би можел да биде пречка, имајќи во предвид дека допрва се отвараат 35 поглавја и на отварање и на затварање се носат одлуки од сите земји членки, така да верувам дека намалените тензии кај нас и во Бугарија ќе помогнат во целиот тој дел, но ни треба помош и од сите други пријатели. Разви неколку идеи премиерот Мицотакис, многу сум благодарен заради креативноста која што ја понуди. Нормално не можам да ги коментирам заради тоа што сепак тие тоа треба да го направат, но за нас се исклучително позитивни. Мене ми е многу драго што шефот на владата на Грција не само што помага, не само што учествува тој директно на Европскиот совет и министерот Дендијас на General Affairs Council или советот на министри, и таму се гласни, изборат и работат за помошта на интеграциите на Северна Македонија и на Албанија, секој на двете земји, да сега покажува дури дополнителна креативност, што сум позитивно изненаден,
на многу пријателски начин, на многу прагматичен начин. Верувам дека може да биде само од помош, а може и ќе биде решение на проблемот. Така да убаво е чувството, навистина кога имате пријатели. Ние сме мала земја, сме стварно пријатели со сите, но кога ќе ви возвратат со пријателство е убаво чувството. Рете тоа да го споделам со нашиот народ. Верувам во успеси, верувам низ диалог и договори дека се постигаат решенијата, а навистина Грција можам да потврдам дека е еден од најпосветениот наш пријател за нашите евроатлантски интеграции. Така да и премиерот на Грција денеска и го соопшти, мислам, вчера на средбата го соопшти, гледам и денеска низ сите коментари, е дека Грција останува наш посветен пријател и партнер во нашите евроатлантски интеграции. Потврдувам дека тоа и го потврдуват на практично ниво, вака разговарајќи. Мислеле луѓето, нашле начини, тие сепак се внатре во Европската унија и ги знаат деталите, така да сум многу среќен и задоволен што развиваат вакви идеи. И да не успеат, сум среќен. Ако успеат, сигурно ќе бидам многу среќен. Благодарам. Фала и на вас.